Месото се поретко се наоѓа на македонските трпези. Граѓаните се жалат на се поскапите цени на основните продукти, кои ги принудуваат да штедат и на храна. Пред објективот на Алфа, дел велат дека месо и месни производи јадат најмногу 2 пати неделно, а дел велат дека времето кога јаделе месо е поминато, бидејќи тоа станало луксус и повеќе не може да се дозволат. Колку често може да се дозволите месо на Не може 2 пати месечно. Ви представува ли финансиски предизвик да имате? Многу. Премногу. Поготово после ковидот ептен. Никош. Ко се нема пари, слаба сум. Со 6.007 не се живее. Ќе ви доаѓа скапо месото? Па скапо. Пол кило не можеш да земиш. Нема умре, ја верам ја, се по 300-400 грама месо зијам. Јас пазарам еднаш неделно, така за цела недела, така да еднаш неделно сигурно. 2 пати. Може неделно или еднашка, или повише не може. Пиперки тие не може, скапи се. Представува ли голем трошок месото за вас? Па има голем превише. Трошок е голем. 2 пати. Скапо ли сметате дека е месото? Па за разлика се, ако правиме некои разлики, да речеме со Словенија овдека, поскапо е овде него Словенија. Сега со скапотијава еднашка и тоа пилешко. Во најновата пресметка на синдикалната кошница за да опстои едно 4-члено семејство во јули годинава му биле потребни 48.000 денари, односно 2 плати по 24.000 денари. Па во ситуација каде семејните примања се 2 минимални плати, за најосновните трошоци на едно семејство би му недостасувале околу 5.000 денари. Инаку во споредба со претходните пресметки, синдикатите бележат постојан раст на трошоците за исхрана и пијалоци. Тоа веројатно се должи на укинувањето на ценовните маржи на основните продукти, како и инфлацијата, која иако стане едноцифрена, останува висока.